Dobar den, dragi učenici. Dobre dojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video настава е наменето за ученици od 6. отделение. Денешната наставна содржина ни е за заменки, лични заменки, читање на текст од грамофонски плочи, поим за диалог и монолог и читање и разговор за текстот на љубавата книга од Горијан Петревски. Цели за овој час се ученикот да ги научи да ги препознава и соодветно употребува личните заменки. Ученикот да умее да чита изразно, да се успособува да чита текст по улоги, да се успособува да врши анализа на текстот. Од ученикот се очекува да го препознава монологот и диалогот во исказот на ликот, да се поттикнува да говори за ликовите и настани во текстот, да се успособува да врши локализација на настаните по време и простор. Што се заменки? Заменките се зборови кои означуваат или посочуваат предмети, појави и суштества. Според значењето, заменките се делат на три групи: лични, лично-предметни и покасни заменки. Лични заменки. Со личните заменки се означува односот на учесниците во разговорот, односот кон говорната ситуација. Еднина јас, прво лице, второ лице ти, трето лице тој, таа, тоа, множина ние, вие, тие. Прво лице е лицето што зборува, јас, ние, второ лице лицето кому му се зборува, ти, вие, а трето лице лицето кое се споменува во говорот, а не мора да биде присутно, тој, таа, тоа, тие. Сега ќе читам јас изразно, а вие ќе ме следете внимателно. Грамофонски плочи. Во грамофонски плочи, дејството се случува во продавница за грамофонски плочи. Бабата влегува: добро утро соседу. Продавачот: добро утро мајко, какво добро ве донесе кај мене? Бабата: добро и не е добро. Продавачот: да, слушнам мајко, што така сте подраниле? Бабата: баш сум подранила, не спијам јас уште од првите петли. Еве дојдов да ги видам и да ги слушнам малку овие твои плочи. Би купила една. Продавачот: а грамофонски плочи сакате? Повелете мајко, можете и да седнете. Бабата седнува: каква плоча ви треба? Бабата: па да видам какви имаш. Продавачот: еве сега ќе ви покажам. Зема од полицата една грамофонска плоча, ја мести и го пушта грамофонот да свири. Се слуша гласот на пејачот. Бабата му дава знак со раката да прекине. Доста, јас не ја сакам таа плоча. Продавачот: ништо, мајко, имаме ние и други плочи. Слушнете ја ова, става друга плоча на грамофонот. Се слуша джез музика. Бабата пак му дава знак со раката да прекине. Доста, зошто ми е плочата? А каква плоча сакаш, мајко? Го праша продавачот. Бабата: сакам плоча со приказната за црвен капа. Дај ми ја ти мене таа плоча. Продавачот: велите плоча со приказната за црвен капа. А зошто ви е таа плоча? Бабата: уште прашуваш зошто ми е таа плоча. Синко, со години јас ја повторувам таа приказна. Најпрви со денови му ја раскажував на првото внуче, па на второто, па на третото и така со ред се до 8-то. Потоа неколку години се изморив. Но еве сега имам и правнуче, па и тоа сега бара секоја вечер да му ја раскажувам приказната за црвен капа. Продавачот: да, сите деца ја сакат таа приказна, убава е. Да, убава е, но јас сум се постара, се потешко ми е да раскажувам, брзо се заморувам. Продавачот: а значи така, сега мајко ве разбирам, така, затоа и дојдов да ми дадеш плоча за црвен капа. Ако имаш плочата, да ме одмени малку. Продавачот: за жал, мајко, таква плоча нема, затоа вие ќе морате и натаму на своето правнуче да ме ја раскажувате таа приказна, тогаш до гледање, мајко, и да ја раскажувате таа приказна уште многу години. Сега, драги ученици, ке ве замолам пред себе да имате лист хартија и да ги пишувате следниве прашања. Каде се случува дејството за кое се зборува во овој текст? Значи, дејството се случува во една продавница за грамофонски плочи. Со каква цел бабата влегла во продавницата за грамофонски плочи? Таа барала да најде грамофонска плоча, но да биде со црвен капа. Како ги разбираш нејзините зборови? Не спијам јас уште од првите петли. Значи, бабата станала многу рано. И може да ја кажеме и поговорката: кој рано рани, две среќи граби. Кој
Грамофонска плоча ја барала бабата ја барала плочата со црвен капа, но не може да ја најде. Зошто токму неа? Бидејќи таа сакаше некој да ја одмени, бидејќи беше уморна од внучињата што ги имаше. Каква желба искажал продавачот преку последната реченица на овој текст? Значи, продавачот на крај рече на бабата: до гледање мајкој, да ја раскажувате таа приказна уште многу години. Сакаше бабата да живее уште многу години, за да ја раскажува истата приказна. Забележувате дека бабата и продавачот разговарат меѓу себе. Разговорот меѓу две или повеќе лица во литературата се вика диалог. Понекогаш литературниот лик, особено оној од драмските дела, води разговор само со себе. Ваквиот разговор се вика монолог. Диалогот е основниот белег на драмата, а диалогот е разговор меѓу два или повеќе лика во текот на драмското дејство. Монолог е говор на една личност насочен кон себе си или кон публиката. Сега имаме друг текст, најубавата книга од авторот Горјан Петревски. Играат Јана, Дејан и библиотекарка. Се случува во една библиотека, Јана и Дејан разговарат и за нешто се препираат. Библиотекарка се прави дека не ги слуша. Ги разместува и ги прередува книгите, но сепак го доловува разговорот и се смешка. Јана во рацете држи книга. Дејане, колку книги прочита ова лето? Дејан, навредено, а ти како да си наставничка сакаш да ме испрашуваш? Јана, помирливо, само се интересирам, што има лошо во тоа? Дејан ги крева рамениците. Имаш право, Јана, ти колку книги прочита? Јана, јас прва те прашав. Дејан, па ете, прочитав многу книги. Јана, многу, а подбивно. Колку многу? Дејан одмавнува со раката. Еј, кој знае колку? Јана шеговито, не можеше да ги доброиш, така? Дејан, и не можам со шепот. 1, 2, 3, 7, 10, 15, размислува, може би 100 книги. Јана, која книга од твоите прочитани беше најубава? Дејан, една со ракета на корицата. Во ракетата седи момче и се подготвува да отпатува кон звездите. Јана го прекинува. Јас прочитав уште поубава, тоа е она на чија корица има девојче на велосипед кој тргнува на пат. Библиотекарка љубопитно ги слуша, потоа им приоѓа. Библиотекарка, вие за нешто се препирате, се насмевнува. Ве слушам и си реков да ви помогнам во одговорот. Јана, не се препираме, уверливо. За бројот на прочитаните книги веќе се договоривме, а за најдобрата книга се уште не. Дејан избрзува. Најубава е она со момчето на ракетата. Јана, подналутен, она со корица со девојчето на велосипед е поубава. Библиотекарката одсечено, ни една ни другата прекорно, а ти Јана, а ти Дејане, нешто сме измешале. Дејан навредено, ама корицата со ракетата, Јана со истона, корицата со девојчето на велосипед. Библиотекарка ги прекинува, за да се каже која книга е најубава, треба да се прочита. Вредноста на книгата не се мери според корицата, вие ако знаете, раскажете ми ја содржината. Јана и Дејан се погледнуваат и остануваат збунети пред библиотекарка. Значи сега имаме прашање што вие треба да ги пишувате и да се одговорите самостојно. Што разговарале Јана и Дејан? Пошто тие ја ценеле вредноста на книгата? Што е потребно според библиотекарката за да се каже која книга е најубава? Зошто по зборовите на библиотекарката останале збунети Јана и Дејан? И за на крај може да кажеме дека колку повеќе читаме, толку повеќе се осознаваме себе си и луѓето околу нас, бидејќи со читањето ги искусуваме чувствата, мислите и однесувањето на ликовите. Преку емпатијата ние се замислуваме себе си на нивно место, па со самото тоа си овозможуваме подобро разбирање на ситуацијата во која се наоѓаат. Како со самите ликови во книгите, така и во секојдневниот живот, тоа ќе ни овозможи отворање на себе си кон другите со цел подобро да го разбереме тоа што тие го доживуваат. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.